терај го денот да помине, утре ќе биде нов ден. Читаме вестници, читаме портали, тамо што ти знаме тие интернет, тие работи што ги имаме. Полни се со убиства, со силувања, со педофилија, со сите лоши работи кои што не треба да се прават, се рекламираат и се објавуваат на тие портали и на телефоните. Читаме за ограбување на банки, на пошти, на убиства, на сите лоши работи кои што се во корист на ѓаволот, а се против Богот. Да се запрашаме зошто се случи тоа? Затоа што нашиот Господ Исус Христос, кога проповедаше на земјата, кога му дојде времето да умре на крстот на Голгота, да биде погребан, да биде воскреснат и вознесен на небото, вели јас сум горец, едам од детна страна на Бог Отецот и се застапувам за вас. Доле ќе го пратам Утешителот, Водачот, Учителот, Светиот Дух. Но долу останува и Сатаната. На земјата е Сатаната. Тој царува со земјата. Прво и основно луѓето заборавиле дека крадењето е грев. Една општа дефиниција за грев. Што е грев? Непослушноста кон Бог е грев. Многу јасна и кратка дефиниција. Ти вели не кради, ти крадеш, ти вели не лажи, ти лажеш, не прелюбодействуј, ти прелюбодействуваш. Така натака и така натака. Секоја кражба е насочена против Божјата правда и против ближниот. Никој не сака да му кажеш во лице дека е крадец. Тој ќе измисли друг збор, ќе рече позајмив, ќе вратам. Значи, никој не сака да му каже во лице дека е крадец. Се обидеме, како сме водени и исполнени од Светиот Дух, ќе да одговориме на неколку прашања во врска со оваа тема. Првото прашање кое сакам да го одговорим е од кого човекот краде? На ова прашање имам три одговори. Прво, човекот краде, се подкраднува себе си. Второ, човекот краде од друг. И трето, човекот краде од Бога. Да видиме како човекот се подкраднува себе си. Се подкраднува на многу начини човекот. Кога има можности за добар живот, а не го живее, се подкраднува. Има пари, не ги троши за себе си, не јаде, не пие нормално, ги чува парите, се подкраднува. Многу луѓе ги гледате боли и гладни од по улиците, по кантите, а имаат пари и тогаш се подкраднува. Други луѓето дури крадат од себе и кога го растурават своето богатство без потреба. Пример за тоа во Библијата, Лука 15 глава, од 11 до 34 стих, ќе подсетам вие што редовно читате Библијата. Тоа е приказната за таткото, кој што имал два сина. Богат татко има два сина. И помалиот син му вика на таткото: сакам да се делам од тебе, дај ми го имотот што ми следува. Откаде на синот му следува имање на таткото? Да не го заработил? Да не вложил нешто во тоа имањето? Работел напорно па го стегнал тоа имање. Значи, синот бара имање кој што не го заслужува. И добро, таткото века: добро, штом си решил да се делиш, еве ти пола имањето на тебе, пола на брат ти. Тој го продал имањето и фатил тугината. По денешните казина и по денешните коцкарници и даблудство ги потроши сите пари. Останал Бог пиштол, останал гладен стомах. Дошол до таа ситуација да се глави за свињар кај некој богат човек. Да му ги чува свињите за да може да му даде едно парче леп да се прехрани.
работел така слугувал, гледа не бил работел, гладен пак. Вика, ајде се вратам кај татко ми, ќе речем, татко, прости ме сгреших пред тебе и пред Бога и пред небото. Врати ме назад, барем кај тебе, ќе ги чувам свињите, белки ќе ми даваш повеќе лепо, тој што ми даваш од свиња. И се враќа назад. Се враќа назад при таткото, таткото со раширени раце го пречекува, наредува да се заколи најзгоеното теле, справа во ова телето, права руче се гозба и синот века бев изгубен и се најдов. Секој ќе претпостави кој е таткото, а кој е синот. Полошо од расторањето на имотот е кога човекот ќе го изгуби својот карактер. Човекот тешко може да ја поврати загубената доверба. Тешко се стигне до довербата, ама многу лесно се губи. Колку момчиња и девојчиња околу нас знаеме како денес бесцелно си го трошат своето време. Луѓето си го крадат времето што Бог им го дал. Изгубеното време се може да вратиш, меѓутоа изгубеното време, поминатото време напразно во животот не може да вратиш. Времето одминува со тој нашиот живот и затоа треба да го користиме времето правилно. Човекот краде и кога не излегува од кладилниците, од коцкарниците, од казината. Сам се краде. Драги пријатели, ние го должиме на Бог сите за нашите таленти, за нашето богатство. Меѓу другото, ние христијаните сме скапо платени. Така не учи Божиот збор во 1 Коринтијаните, 6 глава 20 стих пишува. Зашто скапо сте купени. И така, прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божји. Многу благослови си губиме, кога не живееме по Божите уредби. Колку ли само благослови губиме, кога сабале не стануваме, кога ќе станеме сабале, не го отвориме Божјото Слово. Да прочитаме неколку реда. Никој не вика 2-3 глави да прочитаме. Неколку реда да прочитаме, за да ги наполниме батериите во текот на денешниот ден, да можеме да одиме горно напред со крената глава, исполнети со Духот Свети. Колку ли благослови губиме, кога во четвртоците тука нема никој на молитвен час. А една од работите на нас христијаните е да учествуваме на молитвените часови. Ние си ги крадеме од Бога од нашите благослови и го губиме времето. Све ќе работиме, ама нема да се собереме во црквата. Но човекот не краде само од себе си. Човекот краде и од друг човек. Библијата вели во 3-та книга Мојсејева, 19 глава, 13 стих. Не искористувај го твојот ближен, ниту го ограбувај. Платата на наемникот нека не остане кај тебе до утрото. Ако некој ти работи дома, кога зајде сонцето, кога ќе заврши работата, дај му една дневницата. Не ја чувај да преспие кај тебе. На илјадници и начини луѓето крадат. Имот земаат на своите ближни. Крадеме од својот ближен кога сме нечесни на работа. Ке не видиме некој брат христијанин да му помогнеме или да работиме нешто, а ние гледаме да седнеме, да запалиме цигарче, да одмориме, а човекот те плаќа за таа работа. Денеска има многу кражби на сметка на потрошувачите. Вие што работите со трговија, знаете каква е таа работа. Насекаде му се скратува на вагата и им се наплаќа повеќе. Во книгата на пророк Амос, 8 глава 5 стих читаме. Велите,
кога ли ќе помине новата месечина, за да го продадеме житото и саботата, за да тргуваме со пшеницата. Намалувајќи ја ефата, зголемувајќи го сикалот, за да измамуваме со лажни мерилки. Ефа била мерка која евреите ја употребувале при мерењето. Како нашиот килограм, нашите тегови, тасови што се од килограм, ќе ја намали на 100 килограм, ќе стаи 900 грама, а ќе ги наплати килограм. А Господ вели во третата книга Мојсеева 25 глава 14 стих. Затоа, кога му продавате имот на свој сонародник или кога купувате од свој сонародник, не му нанесувајте штета на својот брат. Друг начин како крадеме од друг. Ќе земаме на заем, дај ми ангел 100 евра, ти ги вратам, никогаш няма да ми вратам. Позајмуваш, а не враќаш. Псалм 37, 21 вели: безбожникот позајмува, но не враќа. Праведникот се сожалува и дава. Можеш од цела до вечера да се молиш на Господа, но ако му должиш на твојот брат 1 динар, Бог нема да ти услуши молитвата. Друг начин на крадење како е? Од тука, од ова место, од амвонот. Ако тој што зборува на амвонот не ја кажува вистината од Божјето Слово, тој краде. Додава своји работи и ги меша размислувањата и мозоците на тие што слушаат. Господ вели во книгата на пророк Езекијал, 34 глава, 2-4 стих. Тешко им на израелевите пастири, кои се пасат сами себе си. Не требали пастирите да го пасат стадото. Се храните со млеко, се облекувате со волна, колите дебели овни, а не ги пасете стадата. Не ги подкрепувате немокните, не ги лечите болните, не ги преврзувате ранетите, не ги доведувате назад за скитаните, не ги барате загубените, туку господарите со нив насилно и свирепо. Многу свештеници се виновни за прекршување на оваа заповед. Тие крадат од овците, а за овците не се грижат. Според Библијата ние крадеме и кога посакуваме туѓа жена, туѓа куќа, кола и друго. Покрај другото, човекот краде и од Бог. Да видиме како ние како луѓе крадеме од Бог. Секој од вас може да се запраша како може ние да крадеме од Бог. Сакам да ви кажам дека има многу начини. Господ Бог во една од познатите 10 Божји заповеди вели: работи 6 дена и заврши ги сите твои работи. А 7-миот ден одмори и посвети го на Господа, твојот Бог. Бог сака во недела да го прославиме, да бидеме во Божјиот дом, да се дружиме со браќата и сестрите, по вера со Божјите деца. Бог сака овој ден целосно му посветиме нему, а не само дел од денот. Ќе одам на служба, а потоа ќе си терам работа. Уште како крадеме од Бог? Го крадеме на тој начин кога не се вклучуваме во Божјото дело, учествувајќи со своите прилози и способности. Господ му кажал на израелскиот народ преку пророкот Малахија, 3 глава, 8 стих. Смее ли човекот да му задржува на Бог, а вие ми задржувате мене и прашувате: во што ти задржувам?
Бог сака ние да ја помагаме работата на Божјото дело. Бог ни го дал целото богатство и сака да му заблагодариме на тој начин што ќе жртвуваме од Него. За Него. Бог ми дал здравие, ми дал сила да работам, да заработам за мене, ама и да има и 10 за Него. Како крадеме од Бог? Сега кога ќе помине диското за доброволен прилог, нема цена кој колку да стави. Треба да ставиш нешто, вика Бог, вика дајте ми, вика, за да ви умножам. Како крадаме од Бог? Кога ќе помине тасната покрај мене, да ја завртам на главата, да се направам дека не гледам. Вика не ти вика стави и 500.000, 2, 300, дај му нешто на Бог за да ти умножи. Немаме. Од што, од ништо не може да направиш нешто. Преку нашиот паричен прилог ние му крадеме на Бог. Исус им вели на своите ученици: вистина, вистина ви велам, дека беднава вдовица даде повеќе од сите вас во ковчеџето, зашто сите давате од својот вишок. Имаше една бедна вдовица која помина тоа диското и ги стави двете последни парички што ги имаше. И сите вика, гледа, ова ставила 2 парички. Ама тоа све што имаше ставило во корпата. А ние што правиме? Ние даваме од нашиот вишок. Или не даваме општо. Често немаме Божи благослови затоа што крадеме од Бог. Сите викам, ништо не е така, ќе помине. Ќе помине сега и тука. И пред тебе, и пред мене. Дали ќе помине пред Бога? Втора точка. Кои се мотивите што го тера човекот да краде? Постојат многу мотиви, но во оваа прилика ќе спомнам неколку. Лакомост, ленливост, мрзеливост, скржавост и други. Што е лакомост? Лакомост е неумесна, постојана желба нешто да се има, да се поседува. Лакомоста меѓу другото, браќа и сестри и Христови пријатели, ја натерала Ева во Едемската, во рајската градина, да скине од забранетиот плод. Се полакомила, видела убаво на око. Немој да каже некој дека ја око, бидејќи не пишува никаде во Библијата кој плод е. Скинала, го вкусила и му дала на својот маж, ама да ја. Исус Навин 7 глава 21 стих. Ахан вели: видов во пленот убава вавилонска наметка, 200 шикли сребро и златна плоча, што тежи 50 сикли, па се полакомив и ги зедов за себе. Често во војните Бог им вика, јас ќе ви ја дадам победата, ќе ги поразите сите кои што ви се непријатели. Ништо од тоа што ќе го најдете нема да земете. Ќе најдете злато, ќе најдете убави жени, убави мажи, ништо од тоа нема да земете, туѓа не ни треба. Ахав видел убаво златно, убаво тешко е, се полакомо го земе. Ова лакомство му донело словото проклетство на израелскиот народ. И затоа Ахан беше каменуван пред целиот народ по Божјата заповед. Лакомството е корен на секоја кражба. Јуда го издаде Исуса бидејќи се полакоми по 30 сребреници. Денес во светот има милиони луѓе кои се подготвени да го заменат Јуда, заради пари да се откажат од Исуса, да се одречат од Исуса, кои за малку пари го продаваат.
Сатаната влезе во Јуда и го направи лаком. Сатаната е од почетокот лаком, па сака да му го земе престолот на Бог, уште од почетокот, кога се викаше Луцифер, светлоносец. Заради лакомството тој падна од небото на земјата. Човек никогаш нема да украде ако претходно не посака. Прво треба да посакаш, да го видиш тоа нешто, да се полакомиш и во срцето да имаш нешто што не ти припаѓа. Ова е првиот мотив, а вториот мотив е ленливоста или мрзливоста. Библијата има многу совети против ленливоста. Премудриот Соломон во Изреки 21 глава, 25 и 26 стих вели: мрзливиот го убива неговата желба, зашто неговите раце одбиваат да работат. Нечестниот по цел ден лакоми, а праведникот дава и не штеди. Ленливиот човек, мрзливиот човек нема, затоа што не сака да работи. Млади луѓе лежат дома, мене ми се смеат како пензионер што барам работа. Не можеш да ги разбереш, не можеш луѓе да ги разбереш. Многумина не сака да внимава на својата чистота. Никој не сака на другиот да му направи добро. Многу верни се мрзливи во молитвата, ги мрзи да сведочат за Исус Христос. Мрзливоста не е само во неработењето, мрзливоста е во незборувањето. Те мрзи да му кажеш на тој до тебе за Исус Христос. Каков беше во твојот живот, што направи кога го сретна Исус, каков си сега. Соломон вели за мрзливиот во Изреки 26 глава, 14 стих. Како што вратата се врти на своите стожери, така и мрзливиот се врти во својата постела. Цел ден си лежи, не работи ништо и нема. Нема ни да има. Новиот завет е полн со предупредување против мрзливоста. Павле им пишува на верните во Рим, 12 глава, 11 стих. Бидете неуморни во ревноста, бидете пламени во духот, служите му на Господа. А писателот на посланието на евреите во 6 глава 12 стих пишува: и не бидете мрзеливи, туку да се угледате на оние кои преку вера и трпение го наследуваат ветувањето. Друг мотив меѓу другото е и скржавоста. Скржавиот човек, може познавате некои такви луѓе во вашето околие, никогаш не мисли на другите и постојано сака да се богати. Исус во својот живот во земја сретнал многу луѓе, меѓутоа напишано за еден човек. А тој човек таа година нивите многу му родиле жито. Му дал Господ род што не може да го собере во тие мали амбарчиња што ги има. Не знае што да прави. Легнал да спие и размислувал и нашол решение по него. Дека вака, кога ќе станам утре запале, ќе ги растурам тие старите амбари, старите силоси што се, бидејќи него збираат житото, и ќе си направам нови силоси и целото жито што ми се роди оваа година, ќе си го соберам у силосите и ќе си имам многу години, ќе речем на мојата душа измачена, јади, пи, весели се, има жито за многу години. Ама, има едно ама. Има и друга случка во Библијата. Богатиот и Лазар. Некој Лазар, христијанин верник, работел ке некој богат. Му бил слуга. Му чистил, му принесол, му давал вама тамо. Човекот, богатиот, не го гледал дека постои Лазар. Таму го гледал како слуга, не како човек. Не сакаше да му ги даде на Лазар ни трошките од масата што му паѓаа трошките кај што јадел леб, да му ги даде на Лазар да ги јаде.
Тоа Библијата го нарекува скржавост. Скржавецот, со други зборови, е крадец. Тој го злоупотребува доброто кое Бог му го дал. Човекот кој мисли на себе никогаш во животот нема да биде среќен. Никогаш нема да бидеш среќен и радосен ако мислиш само на себе. Нас Бог, христијаните, не створил да живееме во живот во заедница. Столарот не може без зидарот, зидарот не може без пекарот, пекарот не може без земјоделецот, земјоделецот не може без Бога. А скржавиот човек никогаш ништо не му е доста. Библијата вели, Изреки 30 глава 15 и 16 стих. Пијавицата има 2 ќерки, дај. Има 3 ненаситни работи и 4 што велат доста. Смртта, неплодната утрова, земјата што никогаш не се сити со вода и огнот што никогаш не вели доста. На друго место, премудриот Соломон, исто така во Изреки 19 глава 17 стих вели: на Господ му позајмува кој е милостив кон бедните, а тој ќе му го плати добротворството. Скржавецот покажа неверие кога зграбува и трупа за себе богатство. Тој не верува дека Бог ќе се потруди за утрешниот ден. Имаме ветување: никогаш не го оптоварувајте денешниот ден со маките и проблемите на утрешниот ден. Секој ден си има свое бреме. Гледај, ако си христијанин, да го поминиш денешниот ден. Утрешниот ден, прво, може да не е твој, второ, утрешниот ден си има свое бреме. Тоа што било вчера, заборави го помина. Што ќе биде за 5-10 години, никој не знае. Не се товарајте со утрешниот ден. Каде го пишува тоа? Евангелие по Матеј 6 глава 34 стих. И така, не грижете се за утрешниот ден. Зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е на секој ден неговото зло. Твојата и мојата вера, твоето служење во црквата и моето, ако доаѓање тука на молитвени часови, на богослужби, ништо не вреди ако не помогаш на сиромасите. Само ти да имаш и само ја да имам. Јаков пишува во 2 глава 14 до 16 стих. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Ако некој твој брат или твоја сестра се голи, боси и без секој ден на храна, па некој од вас им рече, чукне по грбот му и вика: ајде, оди си со мир, со здравје, стопли се и насити се, а не им го даде она што им е потребно за телото. Каква е ползата? Ако човекот живее само за себе, тој не само што е крадец, туку е идолопоклоник. Тој е роб на парите и не им служи. Прочиниот евангелизатор Били Грем рекол: љубовта према парите го нагризува човечкото срце, му ја уништува среќата и го доведува во судир со другите луѓе. Третата точка: како да се спречи кражбата. Кражбата може да се спречи на неколку начини. Првиот е со покаяние. Примери од Библијата. Во времето кога Исус живееше на оваа земја, во Ерихон живееше некој човек кој се викал Захеј. Вие што редовно читате Библијата, ќе се сетите за тој лик. Тој беше
директор, началник на царинарниците. Тој го одредуваше данокот кој колку треба да плати. Ако требало да платиш 1 динар, тој ти земал 5 динара. Бидејќи беше крадец, крадеше народ. Но еден ден Исус проаѓал тука покрај него, тој се качил на една дрва и го гледал возгоре. Исус му вика: Захеј, денеска ќе дојдам кај тебе на гости. Народ брига, така. Исус кај што одеше, толку народ за него. И сите се чудеа како Исус, свет и праведен, безгрешен, ќе оди кај овој човек, кај царинарникот, кај арамијата, кај најголемиот крадец во тоа време. Евангелие по Лука, 19 глава, 8 стих. И Захеј му рече на Господа. Значи, Захеј му вика, Исус му вика, дојдам кај тебе. Захеј вика, повели, дојде во домот, го прима, значи, во домот. И на неговото изненадување настанува промена во неговиот живот. И Захеј му вели на Господа Исуса. Евангелие по Лука, 19 глава, 8 стих. Еве, Господи, половината од мојот имот ќе го дадам на сиромасите. И ако сум взел од некого нешто неправедно, несправедливо, ќе му вратам 4-кратно. Тој значи изразил желба да го подели својот имот со сиромасите, а на оние пак кои им земал повеќе, ќе им врати со камата 4 пати повеќе. Иако Исус тоа не го побара од него, но тоа е резултат на неговото наново раѓање. Зошто луѓето крадат? Зошто луѓето се лакови, мрзеливи, скржеви? Говорот е еден, само заради тоа што не се наново родени. Ако некој сака да биде ослободен од овие гревови, мора наново да се роди. Захеј бараше ослободување од својот грев, кога застанал пред Исуса. Тој поверувал во Исус Христос и доживеал наново раѓање. Исус рекол: вистина, вистина ви велам, ако некој не се наново роди, нема да го види Божјото царство. Браќи и сестри, да ви кажем една илустрација. Еден проповедник по име Џорџ Вајтфилд често зборувал на темата на наново раѓање. На крајот отишол во една црква и дури 7 дена поред проповедал за наново раѓањето. Една иста тема за наново раѓањето. И на крајот на 7-миот ден се собрале старешини таму, пасторите, дјаконите, сите таму служители што се. И му вика, пасторот му вика: добро бе брат, ти 7 дена вика проповедај за наново раѓање. Зошто вика 7 дена проповедаш на една иста тема? Тој само има горе една реченица. Затоа што треба да се наново родите, браќа. Значи не биле наново родени. Библијата ни вели дека ако некој човек не се наново роди, не може да го види Божјото царство, не може да ги држи 10 заповеди, дури откако Христос ќе влезе во неговиот живот и во нашиот живот, ние стануваме нови созданија. Павле им пишува на верните во Коринт, 2 Коринтијани 5 глава 17 стих. И така, ако е некој во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Се стана ново. И сега често пати јас кога ќе сретам некој брат или некоја сестра, како сте денеска, има нешто ново? Дека не, се е постаро. Како може да е постаро? Вчера беше старо. Денеска наново родени сме, не. Денеска има ново, си се видел со некој друг човек. Си раскажал нешто, си слушнал, значи ново, секој ден ти е нешто ново. Не може да биде се старо. Вели ствовото старото помина, нема старо. Сега се е ново. Секој ден нов.
Захеј стана ново создание, беше роден од Бог. Штом човек доживе на ново раѓање, тогаш треба да работи. Апостолот Павле вели во верните во Ефес, 4 глава, 28 стих. Кој крадел, да не краде. Подобро е да се труди и да работи со своите раце, она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Значи, не само негатив, да не краде, туку кој крадел, да работи. Кој лежел, да работи. Кој скржавел, да не скржави. Кој ленчарел, да не ленчари. Колку прекрасно евангелие имаме денеска на темата не кради. Секој човек има право на својот имот. Секој има право да го брани својот имот. Едно време, низ годините имаше мотив некој нешто организација да биде комунистичко општество. Секој да зема колку што му треба. Кога себе било заедничко, браќа и сестри, би владеела анархија. Сите би земале за себе, а никој не би работел. Но Бог му заповедал на човекот да работи и да го брани својот имот. Секој кој со труд и пот го заработува својот леп, ќе го чува својот посел, својот имот, бидејќи знае како е заработен. Колку работи си се откажал додека стигнеш на ова ниво додека сега. Самата заповед не кради зборува дека човекот треба да работи, а не да живее на сметка на другите. Апостолот Павле, кој што е писател на половина од Новиот Завет, на браќата и сестрите во Солун, во второто писмо до Солуњаните, 3 глава 11 стих и 12 им пишува. Имено, слушаме дека некои од вас живеат неуредно, ништо не работат, туку се занимаваат со празни работи. На таквите им заповедаме и ги опоменуваме во Господа Исуса Христа да работат мирно и да го јадат својот хлеб. Во едно друго послание до браќата, нашите јеците во Филипи, апостолот Павле им пишува до Филипјаните 4 глава 8 стих. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаков добротел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. Се разбира, ние луѓето се Божји суштества и немаме само раце и нозе, имаме и глава. Значи се работи не само физичка работа, туку се работи и умствена работа. Но без разлика што и како и кога работиме, треба да бидеме честни во работата. Првите ѓакони кои ги избирале во првите цркви биле честни луѓе, исполнени со Светиот Дух. Човекот не смее да гледа на саатот кога работи нешто. Има луѓе што цел ден седат и гледаат на саатот, да му помине времето, да дојде време за ручек, да одмори пола сат, да се најаде, после тоа да стане, да фати некоја кривина лево-десно, да помине, да дојде 4-5 сати и да си оди дома, да ја земе дневницата. Мораме да знаеме дека работата е потребна за човечкиот живот. Работата не чува од мрзливоста, од болест, од влијание на нормален психофизички развој и носи среќа. Исус рекол во Евангелие по Јован 5 глава 17 стих: Мојот татко работи постојано, па и јас работам. Исус работел на овоземниот живот како дрводелец, му помагал на машот на неговата мајка на Јосиф, не велам дека на татко му, бидејќи нема и татко, помагал во дрводелската работа. Апостолот Павле со 3 факултета работел, правел шатори. Сите тие ни даваат пример како треба да работиме. Пред да падне Адам во грев, Господ му рече, прва книга Мојсеева, 2 глава, 15 стих:
Господ Бог го зеде човекот и го постави во Едемската градина, за да ја обработува и да ја чува. Не го постави Господ во рајската градина Адам да лежи, да ја обработува и да ја чува. Бог ја благослови работата. Низ целата Библија читаме дека Божите слуги биле добри работници. А штом денеска цел ден работиш, носиш цигли и правиш малтер на ова сонце, и се помислиш дали ќе одиш вечер помеана да ги испиеш парите или ќе одиш во некоја кладилница да ти ги земат парите за 5 минути. Значи работата е против крадењето. Како уште можеме да го спречиме крадењето? Под В. Да го љубиме ближниот како себе си. Ако човек го љуби ближниот како себе си, тој никогаш нема да ја прекрши оваа заповед. Многу луѓе се плашат од крадци и обезбедуваат своите имоти со чувари, со камери, со кучиња и така натака. Колку би бил животот поблагословен кога луѓето би ги љубеле своите ближни. Бог ја даде оваа заповед. Не кради, за луѓето да го ценат имотот на својот ближен. Колку би живееле во благосостојбата кога повеќе луѓе би поверувале во Христос тука во населбата Драчево кај нас, па и секаде во светот, да се среќаваш со христијани, да зборуваш за Божјото Слово, заедно да се радувате, заедно да тагувате, зашто Библијата вели има време за плачење, има време за смеење. Све си има своје време. Верувам дека тогаш светот би се сменил. Уште еднаш сакам да се навратиме на зборовите на апостол Павле, кои ги кажа на верните во Рим. 8 стих. Не должите никому ништо, освен да се љубите еден со друг. Зашто кој го љуби другиот, го исполнува законот. Зашто заповедите: не прави прелюба, не убивај, не кради, не посакувај туѓо, и ако има уште некоја друга заповед, содржани се во овие зборови. Љуби го својот ближен како себе си. Љубовта не му прави зло на ближниот. И така, љубовта е исполнување на законот. Напишано во послание до Римјаните и 13 глава од 8 до 10 стих. И за крај сакам да одговориме на прашањето што да се прави со крадците. Крадците треба да се казнат, сигурно се служувате со мене. Многу крадци пред време го завршиле својот живот. Светото писмо, Библијата, во првото писмо до младиот брат Тимотеј, апостол Павле му пишува 6 глава 10 стих. Вели вака: зашто сребролюбието е корен на секакво зло. Некои му се предадоа, се отстранија од верата и се прободија себе си со многу болки. Втора книга Мојсеева, 22 глава, 1 стих. Читаме: ако некој украде говедо или животинче од ситниот добиток, па било да го продаде или заколе, тогаш за едно говедо да се врата 5 говеда, а за ситно животинче 4 ситни добичиња. Затоа Изака и браќа и сестри му вети на Исус дека ако земал некој повеќе ќе му врати 4 кратно. Во пета книга Мојсеева, 24 глава, 7 стих, Бог има заповед дадена за да се убие човекот кој киднапира друг човек. Значи, уште од тогаш, за киднапирање човек, казната била смрт. Ахан го украде вавилонскиот плашт, наметка и среброто и беше убиен. Исус Навин, 7 глава, 25 стих. Крадците треба да се казнат. Сите крадци кои на земјата нема да се покајат како Закеј, Господ ќе ги казни. Апостол Павле пишува: ни крадците, ни лакомците, ни пијаниците, ни клеветниците, ни разбойниците,
нема да го наследат Божјото царство. Прва книга Мојсеева, прво Коринќаните, 6 глава 10 стих. Бог го мрази овој греф. Тој е директно вперен против Божјата правда и против ближниот и затоа Бог им суди на крадците. Не кради ни од себе, ни од другите, ниту пак од Бог. Не биди лаком, не биди мрзлив, ниту скржав. Покај се, работи и люби го својот ближен. Ако не сакаш ова да го правиш, тогаш знај. Книга на пророка Захарија, 5 глава, 3 стих. Секој што краде ќе биде истеран од рајот. Амин. Да му благодариме на Господа за денешното слово. Фала ти, Татко Небесен.